Јас сум Сунчица Петрева, денес ќе зборуваме за лексичкото значење на зборовите, антоними и пароними. Целта на часот е да ги препознаваат антонимите и паронимите и правилно да ги употребува. Антоними се зборови кои имаат спротивно значење, потекнуваат од грчките зборови анти или против, онома што значи име. Пример, луто, негов антоним е зборот благо. Антоним на топло е ладно, а на зборот ден или поимот ден е антоним ноќ. Образување на антонимите тие може да се направат и со негирање на општиот дел, со додавање на не, како и со префиксите на зборовите раз, без, а, анти, со кои се добива спротивно значење. Пример на зборот милост, со додавање на општиот дел на негација не, добиваме негов антоним немилост, на болно е безболно, со додавање на префиксот без. Кратка вежба, направи такви антоними ке следните зборови. На човек, пријател, разумен им додаваме префикс не и добиваме од човек не човек, пријател не пријател, разумен неразумен. Кај зборот граден го додаваме префиксот раз и добиваме антоним разграден. На зборот чувствителен со додавање на префиксот без добиваме антоним безчувствителен. Следни се пароними, тоа се зборови кои се блиски по изговор или пишување, но имаат различно значење. Пример ни е зборот индијанец со зборот индиец. Значи, се блиски при изговор и при пишување, меѓутоа станува збор за народи кои што се од различно потекло. Зборот речници со реченици, метален со ментален. Значи, тоа се пароними, блиски при пишување, но различни по значење. Следуваат вежби. Првата вежба е напиши ги антонимите на следните зборови. Овде се одговорени за ваша помош. Здрав, болен, добар, лош, ладен, топол, зборува, молчи, мрачен, светол, тврд, мек, весел, тажен, плитко, длабоко, полни, празни, низок, висок, бел, црн, сака, мрази или не сака, со додавање на не на општиот дел, крај, почеток, бавен, брз, радост, тага, топло, ладно. Следната вежба да се направат реченици со пароними за следнивите зборови индијанец, словенечки и метален. Староседелци на Америка се индијанците, во Индија живеат индици. Во Словенија зборуваат на словенечки јазик, словенска група на јазици. Метален штраф или ментален замор. И третата вежба, во следните реченици пронајди ги паронимите, таа им посвети особено внимание на гостите, додека не се просвети народот ќе биде вака. Во овие примери, под А, паронимите се посвети и просвети. Реченици под Б, тој направи добар критички осврт на романот, столбовите беа критични точки на зградата што се урна. Тука пароними се критички и критични. Под В, во нашата библиотека има речници, учениците не ги сваќаат зависно сложените реченици. Овде пароними се речници и реченици. Тука завршуваме со оваа тематска единица. Се надевам дека бевме јасни и дека ги свативте овие лексички значења на зборовите. Ви благодарам.